Се уште се нема оформено механизам за заштита на правата на детето во рамки на една локална самоуправа, како и Центарот за социјални работи не превзема конкретни активности за спроведување на правото на учество на децата во донесувањето на одлуки. Се резултатите од спроведениот мониторинг во рамките на Конвенцијата за заштита на правата на децата. Локалната самоуправа во Охрид нема воспоставено комисија за заштита на правата на детето, ниту пак некој друг механизам преку кој ќе се обезбеди учество на децата во донесувањето одлуки, додека пак Центарот за социјални работи во Охрид е организиран во тимови кои третираат различни сегменти, но без никакви конкретни активности за спроведување на правото на учество на децата во донесувањето на одлуки, е дел од денес презентираниот извештај од спроведениот мониторинг на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија. Може да се каже дека во сите училишта има воспоставено некакви регулативи за кои што го регулира ова право за учество на децата во донесување на одлуки, како и некои формални механизми. Меѓутоа, неформалните механизми повеќе се користат на ниво на општина Охрид. Од контактираните 4 училишта може да се констатира дека самата состојба укажува дека правото на учество на децата во донесувањето одлуки претежно уредено во актите и документите во основните мониторингот, како и средните училишта. Меѓутоа, недостасува на практична примена на ова право, а во однос на механизмите може да се констатира дека како насоки кои што би делувале да се воспостави, бидејќи не е воспоставена комисија за заштита на правата на децата, да се воспостави таква комисија во кој што би била како еден начин или механизам преку кој што би се регулирало ова право на учество на донесување на одлуки на децата во локалната училиштата, каде според извештајот може да се констатира примена на повеќе различни механизми, меѓу кои има и формални и неформални. Од вкупно 4 училишта на територијата на општина Охрид, состојбата укажува дека правото на учество на децата во донесувањето одлуки претежно е уредено во актите и документите во основните училишта кои се опфатени со мониторинг. Од добиените податоци за активноста на медиумите во Охрид, заклучокот е дека има повеќе видови на детски емисии претежно забавен карактер, при што е резервиран термин за емитување на детска програма. Како превентивни мерки кои би се превзеле е едукација на представниците од институциите за практична примена на моделите, како и можност за формирање комисија за заштита на правата на детето во Охрид. Проектот изминатиот период го спроведуваше коалицијата на младински организации и сега со поддршка на детската фондација Песталоци од Троген, Швајцарија, а целта е да се даде приказ за состојбата со регулирањето и почитувањето на правото на учество на децата во донесувањето одлуки.